Почитувани, во текот на вчерашниот ден Собранието на Република Македонија со двотретинско мнозинство изгласа три исклучително значајни закони кои во многу елементи ќе ги подобрат условите за граѓаните и за стопанските субјекти во Република Македонија. Беа изгласани следните закони или нивни измени. Прво, Законот за прекршоците, второ, Законот за општа управна постапка и трето, Законот за парнична постапка. За сите три закони беше неопходно двотретинско мнозинство. Пратеничката група на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија целосно застана со своја поддршка за овие закони. Воедно, дозволете ми да се заблагодарам на сите пратеници кои дадоа несебична поддршка на овие значајни за граѓаните закони, а доаѓаат од многу различни политички партии. Она што е значајно за граѓаните во овие закони, а треба да се потенцира, се изворедно големите ефекти и поволности во нивното секојдневно работење и живење. Овие закони се донесени врз база на длабоки и сериозни консултации со стопанските комори, занаедчиските здруженија и сопственици на мали и средни предпријатија. Со Законот за прекршоци, суштинска новина е воведување на принципот на нивелирање на санкциите согласно со економската моќ на субјектите. Овој принцип беше ветен со предизборната програма на нашата коалиција и денес сме посебно горди што успеавме да го исполниме тоа наше ветување. Овој закон е еден од низата закони со кои драстично ги подобруваме условите за работа на фирмите во Република Македонија. Да подсетам на драстичното намалување на даноците и опциите за ослободување од нив, намалување на придонесите, регулаторната гилотина, поедноставувањето на различните процедури и многу вакви слични активности. Во Законот за прекршоци се воведени три критериуми по кои ќе се одмерува, односно нивелира санкцијата, а кои во суштина значат драстично намалување на глобите за прекршоците за најголем дел од правните субјекти во Република Македонија. Првиот критериум е вкупниот приход во претходната фискална година. Овој критериум ќе влијае на изрекување на санкцијата почнувајќи од минимални 10% за фирмите кои оствариле приход до максимални 500.000 денари, па се до 70% за фирми кои остваруваат приход од над 100 милиони денари. Вториот критериум е просечниот број на вработени врз основа на кој ќе се изрекува санкција во висина од 5% за фирми кои имаат максимум 9 вработени, а такви се над 60.000 од вкупно 70.659 фирми или над 85% од вкупниот број на фирми во Република Македонија. Па се до оваа санкција ќе се одмерува, односно по овој критериум санкцијата ќе се одмерува се до 20% од пропишаната глоба за фирмите кои имаат над 250 вработени. Третиот критериум е претходно поведение на субјектот, за кој критериум може да се изрече најмногу 10% од предвидената глоба, што значи дека ако претходно нема изречено санкција, нема да ги плаќа овие 10%. Ова е комплицирано, кога се кажува теоретски, но дозволете ми во пракса да ви појаснам што значи примената на овој закон. Дозволете ми да дадам многу едноставни примери. Ке почнам од најтешкиот, а тоа е, пример 1. Глоба во иста висина, како досегашната, ќе плаќаат само фирмите кои имаат над 250 вработени, а се 0,3% од вкупниот број на фирмите во Македонија и имаат годишен приход од најмалку 100 милиони денари. Сите други фирми ќе имаат далеку помали глоби. Значи, ја повторам. Глоба во иста висина како досега ќе плаќаат само фирмите кои што имаат над 250 вработени и над 100 милиони денари вкупен приход. Пример 2. Овој пример пак е најповолниот. Ако фирмата на која е изречена глоба има до 9 вработени и остварила приход од најмногу 500.000 денари, а претходно не била санкционирана,
ќе плати само 15% од сумата која претходно пред донесување на овој закон требало да ја плати. Односно, ако пред 3 дена била санкционирана ваква фирма со глоба во висина од 500 евра, со примена на овој закон, кој вчера го изгласавме, таа глоба ќе биде само 75 евра. Значи, ако глобата во овој случај била 500 евра, со изгласување на овој закон, глобата ќе е само 75 евра. Пример 3. Нешто помеѓу. Ако фирмата има вработено максимум 49 луѓе, а остварила приход до 1.000.000 денари и претходно не била казнувана, ќе плати глоба во висина од 30% од досегашната глоба. Односно, ако глобата повторно била 500 евра, сега фирмата ќе треба да плати само 150 евра. Пример 4. За малку поголеми фирми. Ако фирмата има вработено од 50 до 249 луѓе, а остварила приход од максимални 6 милиони денари и не била санкционирана претходно, тогаш ќе треба да плати глоба од 55% од досегашната сума. Односно, наместо 500 евра, глобата би била 275 евра. Во сите примери, ако фирмата била претходно санкционирана или било изречена казна, сумата на глобата се зголемува за само 10%. Значи им се дава поволност на оние фирми кои што досега не биле санкционирани со глоба. Овој закон се на се значи драстично намалување на глобите за прекршоци во Република Македонија, што беше барање и од граѓаните, и од фирмите, и од занаетчиските здруженија, и од стопанските комори. Би сакал да потенцирам дека со овие измени на законот се воведува и можноста за опомена спрема правни лица и трговци поединци, што досега беше случај само за физичките лица. Со овој закон се излегува во пресред на барањата на граѓаните и на фирмите во Република Македонија, при што се обезбедува принципот на правичност и целта за намалување на трошоците за работа на фирмите. Вториот закон. Законот за општа управна постапка, кој вчера беше изгласан од страна на Собранието на Република Македонија. Со него ќе се постигне подобрување на транспарентноста на управните постапки, зголемување на довербата на граѓаните кон јавната администрација, професионализација на јавната администрација и нејзина ориентираност кон услугите кои таа ги дава, примена на информатичко-комуникацијските технологии, усогласување со стандардите на ЕУ, зголемување на економичноста и ефикасноста на работата на јавната администрација. Овој закон беше предвиден во изборната програма на ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија, но беше предвиден и во акцискиот план на високиот диалог што Република Македонија го води со Европската Унија и беше изработен со поддршка од Европската Унија и експерти од нашата академија, адвокати, нотари, невладини организации и други. Сосема накратко би потенцирал дека со овој закон за општа управна постапка се заштитуваат на високо ниво правата на граѓаните при секојдневните проблеми што ги тангираат, а се поврзани со испораката на јавни услуги, како што се телекомуникацијските услуги, испораката на електрична енергија, вода, парно и слично. За секој проблем ќе мора да се запази одредена процедура и тоа нема да биде оставено на волјата на фирмите. Сега граѓанинот кој смета дека е оштетен, ќе може да се обрати до соодветното регулаторно тело, каде што треба да се обезбеди заштита од прекинување на услугата, висината на услугата и слични проблеми. Новиот закон за општа управна постапка подразбира поефикасни, поедноставни и побрзи управни постапки, што драстично помалку ќе ги чинат граѓаните, правните лица и буџетот на Република Македонија. Со третиот закон, со законот за парнична постапка, кој исто така беше предизборно ветување, се предвидени повеќе новитети, но најзначајни се следните. Се предвидува задолжителен обид за решавање на спорните стопански односи, чија вредност не надминува 1.000.000 денари,
по пат на медиација пред заведување на постапка пред суд. Исто така, со овој закон се исполнуваат и препораките на Светска банка од извештајот Doing Business, се почитуваат принципите на економична парнична постапка и се воведени измени и дополни во над 20 многу суштински елементи од овој закон, со кој клучен бенефит ќе е подобрување на генералната бизнис клима во државата. Конечно, на крај, Собранието на Република Македонија вчера изгласа 3 закони со огромно значење за граѓаните и фирмите во Република Македонија. Тоа нам ни е обврска. Се надевам дека примената на овие закони ќе донесе голем бенефит за секој човек во нашата држава. Собранието на Република Македонија во идниот период ќе има голема обврска за усогласување на многу материјални закони со овие 3 закони, но ние сме спремни да ја исполниме таа обврска. Ви благодарам.